Евидентно е дека владата веќе го има донесено буџетот за 2024, ама ние само треба да да се осведочиме, тоест да го поминеме овој технички процес. Сметам дека не се разбираме, бидејќи не ги гледаме сите аспекти онака како што треба да се гледат, а тоа е објективно. Недостасуваат средства од буџетот кои што се за образование и наука. Генералната слика е траорна, неизградени објекти, срушени објекти, нереновирани објекти од сите степени на образование во Македонија, немање сенс за поддршка на научно-истражувачка работа, нема достоинство за универзитетската фела, платите во високото образование се на ниво како пред 30 години, додека во поранешната федерација плата на редовен професор беше на ниво на судија во Врховен суд. Денеска тоа е се девастирано и она веќе кое што и го говоревме денеска, не сакам да се повторувам, дека навистина она што значи научно-истражувачка работа, она што представува развој на образовен процес како еден од круцијалните, темелните вредности на една современа држава е сериозно под напад. Мене ми е јасно дека владата сака да одржува социјален мир, главните финансиски средства се насочени токму кон одржување на тој социјален мир, тоест исплата на плати и така натаму, но покрај тоа, како нешто најбазично, нешто најосновно во секоја држава, секоја една влада која што себе си сака да се представи како прогресивна и реформска, неопходно е потребно повизионерски и со поголема широчина да гледа во напредувањето на научно-истражувачките институции, поединци и така натаму. Не знам зошто не се разбира ова, не ја разбирам потребата, не сакам ни да мислам зошто сето тоа е небитно, но пак ќе кажам, ми се чини дека она што и колегата Диме Велковски денеска го истакна, истото го мислам и јас. Навистина мислам дека во сите сегменти сме комплетно расстроени, поделени по партиска или не знам каква друга линија. Воопшто не се разбираме кога станува збор за заедништво и за суштински промени во општеството. И која е мојата критика сега кон актуелната власт? Таа власт, меѓу другото, дојде на власт со овие ветувања. И очекувањата беа навистина огромни. За жал, еве, сега после 6-7 години гледаме дека ништо не е променето во менталниот склоп и тоа многу ме загрижува. Знам дека за да дојдеме до темелна реформа во образованието, ние ќе мораме да сечеме длабински и нема сите да бидат задоволни, нема да бидат среќни со решенијата ако се воспостават критериумите. Ако се стават само на плагијати, ако навистина направиме плагијати, не на македонска кирилична поддршка, така не можете да извадите плагијат, но ако го направите тоа навистина како што го прават сите во светот, тогаш навистина ќе биде страотен примерот колку величини под наводници во фелата ќе паднат како буриња ќе се истркалат. И тоа е неопходно, не го посакувам, никому не посакувам зло, но сметам дека треба да се воспостават критериуми врз основа на кои што ќе можеме да го градиме целокупниот систем. А тој целокупен систем може да се прави врз основа на два фундаментални темели. Едниот е независност, вториот е непристрасност. И кога ќе го направиме тоа, знам дека сум малку поопширна, оваа тема се однесува само на финансирање и поддршка, но индиректно ги зафаќа сите овие прашања и токму и за тоа ви го говорам истото. Барам поддршка од колегите пратеници за амандманот и се надевам дека ако не сега, ако не денеска, многу наскоро ќе почнеме со една сериозна реформа која што ќе овозможи достоинствен живот на сите во Република Македонија и уште поважно, ќе ја направи Македонија повторно атрактивна за живење и за делување во неа. Благодарам.